за дипломатијата со Никовски. Премногу теми и човек не знае што да избере. Дали да почнеме од Франција, настаните инцидентите таму, ова намерно се нагласува, бидејќи нели ако имавме инцидент во Куманово каде имавме 50 терористи, а овдека беа само 8 прашање, мислам, сепак треба да има некоја дистинкција, ама прашање во која насока. Во држава имаме продолжува хаосот кој да го наметна од надвор и навистина човек не знае кај да почне и кај да продолжи. Меѓутоа, мораме пред се да ги осудиме овие инциденти, настани, а ако сакате и тероризмот во Париз, бидејќи во секој случај тоа се грозоморни работи, кога крајно невини луѓе страдаат и тоа е недозволиво и неприфатливо. Осудата која дојде од цел свет е разбирлива, оправдана, меѓутоа, мислам дека и тоа мора да се гледа од сите аспекти, а не само еднострано она што беше навистина пролеана крв на недолжни лица. Сето тоа, велам, заслужува најостри осуди, е неприфатливо како начин на разрешување на проблемите, ама ако не се погледа од сите аспекти, печалокот може да биде сосема погрешен. Значи, се случија крвави настани, трагични настани, неприфатливи настани во Париз, кои, ако се не се согледа позадината, може да доведе и до забуна. Што е резултат Париз? На што е резултат Париз? Париз е резултат на неправедните војни кои се водеа во Ирак, кои се водат се уште и во Сирија, на она што се случи со така наречена арапска пролет во Либија, она што се случува моментално во Јемен, а Афганистан е цело време на дневен ред, нели? И ако тие вистински изворишта на овие, како би рекле, чинови на тероризам не се согледаат и не се работи на нивно уништување, ситуацијата само ќе се повторува. Еден драг пријател, поранешен дипломат, ми рече, денови вели, Европа ја чека берутизација. И навистина така, Бошко Гичев е во право, бидејќи Бейрут беше еден најбавите градови на Блискиот Исток, се сметаше дека е арапски Париз, меѓутоа кога почна проблемите натре, кога почна граѓанската војна, тој е постојано поприште, односно центар на судири, на акти терористички, на убиства и слично. Европа очигледно чека такава една сезона и то подолготрајна, еден таков период, бидејќи, за жал, моментално Русија е поголем непријател за Западот отколку што се тоа терористите, односно отколку што е тоа за нив ИСИС. Вие знаете, мислам тоа не треба се нагласува, дека ИСИС е резултат на она што се случи во Ирак и она што се случува во Сирија. Во Ирак војната беше започната со една предпоставка, нели така, потврдена наводно дека таму има, дека Садам има оружје за масовно уништување, што се покажа кореточно и чиста измислица и фабрикат на ЦИА и на другите тајни служби. Во Сирија имаме веќе 4 години војна, каде има преку 200.000 загинати и 4-5 милиони раселени лица, бегалци во соседните земји, а и овие што пород из Македонија последниот период се голем дел точно тамо, а тамо почна проблемите кога на единствената суперсила, на еден светски хегемон, како што нарекува Збигнев Бежински во своите дела, не се бендисуваше режимот на Башар ал-Асад, тој беше проруски настроен и за да се смени таа ситуација, не така, почна да се наоружуваат, прво да се тренираат, да се наоружуваат, или прво да се рекрутираат, па тренираат, па наоружуваат опозиционерите
koji, među kojima i apsolutni pripadnici na Al-Qaeda, međutim, ovaj slučaj korisni bi neki treba da završati, taka nekoja rabota koja je u interesu na zapadot i počna vojnata koja rezultiraše u nova deređe koje imamo deneska. Ako se zborova za terorizmot u Paris, koji, kako će povtoram, zaslužuva najoštra osuda, to je neprihvatljiv način rešavanja na problemite, mora se kaže deka ako ne se rešat izvorištata na tije činovi, nema da ima rešenje, nema da ima napredoke, se začuvame soberutizacija na Evropa i kijame, i ne samo na Evropa, vjerojatno i na Amerika, bideći, kako što znajete, najavata je od ovije džihadisti, te tako narečeni, deka stednata cel će bide Washington, ne daj Bože stuči tamo nešto, međutim, vidite koga neko je spremen da gine za svoja ta kauza, kao što se džihadistite koji stavat pojasi so eksploziv nas okolo sebe i se spremni da go aktivirat bilo kada samo za da ima što poveke žrtvi, su njih ne možete da izrazite na kraj. Nema rešenije, nema način kako da gi sprečite, zašto ako neutralizirate 100-200 od njih, ima ušte 200-300 drugi koji su latentni, koji su podgotveni i spremni da izad na arenata. Spored toga, to je po mnogo što odnapred izgubena vojna, dokuku ne se raščistat, pričinite i povodite za ovije gnasni teroristički napadi na Paris, za koji velam stojat ti ekstremisti džihadistički i koji su pravo gi osudova celi od svet. Mislim deka zasega nema nekoja strategija, nema nekoja razmisla prisutna, ponajavena, ako sakate, deka se prezeme nešto vo ta nasoka, a velam, ako to ne se napravi, nije će videme svedoci na ušte postrašni nastani od ovije što u poslednjim vedenom se slučaja u Paris. Terorizmot, spored Karakamiševa, nema nekoja jasna i precizna definicija. Bidejki, to je u razni formi, u razni povodi, u razni priliki, taka nataka. I mislim deka je ključno pri toa, vjerojatno zato je i teškoti da se definira terorizmot, ključno je da se definira što je to terorizam, a što se to u borbi za sloboda, za nezavisnost, za pravda, ako sakate. Znajte, u poranšnje Jugoslavija na vreme to beše poseta togašnje amerikanski, to nekade u 70. godini, vjerojatno od 82. ako ne slažem, George Shultz beše državni sekretar do 89. će nekada je vjerojatno 84. 5. dojde u posjeta na Belgrad i njegov domaćin beše Raif Dizdarević, togašnji od Sovjeza sekretar za dvorešnji raboti. Na preskonferencijata dojde do jedan seriozan incident koga Dizdarević objasnuvaše deka mora se pravi distinkcija među tije što se borat za pravda, za sloboda, od kolonijalno ropstvo, od bilo kakvi drugi ugnetuvanja, deka tije sepak ne se teroristi, tuku se borci za sloboda. Togašna masata pred site novinari prisutni Tropna, Sorakata, Silno, Šulceće, site tije se teroristi. Ja slično smitam deka ne može da se napreda takva generalna ocenka za takvite činovi, bidejki ako odime vo ta nasoka ili Nenskotovo stani i sekoj drugovo stani i sekoj obi da se dobije nekoja sloboda i taka nataka će biti terorizam. I naš tege miđi ako sakate. To beše, možda go kažete, teroristički čin, međutim so čista i jasna namera da se pokaže deka Makedonci te se onepravdani, deka nema sloboda, deka se bora za sloboda i deka so vekovi se podčineti. Tako da ta distinkcija među borbata za sloboda i terorizam mora se pravi, bidejki ako se namerite, ako se povodite za nekakva pobuna, za nekakvo vostanije, za nekakav revolt opravdani, mislim neka toga mora se zeme so rezerva sama ta karakteristika načina od koje je napraven. Za sreća deneska vo svetot nemame povehe toliko koloniji, nemame toliko nepravda i narod, imamo sve što ga ima. Zamite i Kurdite, na primjer. Kurdite se sada preko 30 milioni nema svoja država. Podarili se ovo 4-5 državi, sekade se na jedan drug način ugnjetuvani i tije ima nekakvo, ako sakate, univerzalno pravo da prezema činovi za da se
ослободат, односно да создадат своја држава. Сега, како се движат работите во Ирак, може би тоа ќе биде единствена позитивна консеквенца или последица на војната која беше тамо предизвикана, дека курдите сепак ќе добија некоја автономија и како да работиме, најверојатно Ирак ќе биде поделен со тоа што ќе создаде курдска држава. Меѓутоа, не заборавајте дека на тоа најошто се спротивстава една Турција, која во своите напори и обиди да се соочи со исламската држава, со ИСИС, по-заинтересиране да ги бомбардира курдите, бидејќи тие се бројни во самата држава и се плашат од последиците на евентуално создавање на некаква повеќе автономна, односно независна курдска држава. И да подсетиме, која спомне Турција, дека на последните избори курдската партија доби 10,7% од гласовите и по втор пат, после предходните кои беа поништени, кои имаше уште повеќе, имаше 11 нешто % гласови, успе да влезе во парламентот турски, со тоа што таа нивна борба за некакви права во самата Турција и пошироко ќе биде канализирана на легален начин. Значи мораме да бидеме свесни дека тие го поминаа тој праг од 10%, една од државите кои има највисок праг за влегување на партиите во собранието е Турција, со 10% од освоените гласови, тоа курдите го споева, додека во другите земји е 4%, 3% и најчесто е 5% од гласовите. Овде да завршиме со првиот дел, продолжуваме со нашата програма по кратката пауза и рекламите. Двојните стандарди се едно најголемите зла на денешницата. Тоа носители на таквите политики, ако сакате, се западните во наводници демократии, кои едно зборуваат, друго прават, а трето мислат. Истото што се случуваше и со комунистите, тие најчесто ги осудуваа комунистите дека се такви, меѓутоа сведоци сме дека истата политика, истата пракса ја имаат и овие наши така наречени западни демократии. Тие имаат различни аршини, тоа што нив им одговара е оправдано, случувајќи ги терористите, кои кога се на нивна страна се добри, меѓутоа кога ќе застанат другата страна, тие се лоши. И најдобар пример, најголема жртва, ако сакате, бар од наша гледна точка, на таквите политики е Македонија. Кога зборуваме за односот на Запад кон нашата земја, од светогледот на сегашната криза која тресе земјата веќе година дена и ќе продолжи што најмалку последните 5 месеци, е нешто што во голем дел наликува на обид, и не само обид, него нешто што се реализира упорно како државен удар. Деноиве чепкав малку по историјата на Иран во врска со Мосадек, нивниот премиер од 1951 до 1953 година, кога тој ги национализира нафтата, која претходно ја користеа британците, нели така, и следуваше државен удар оркестриран од ЦИА. Тоа е веќе објавено и ова не е никаква шпекулација, побарање на MI5, односно на MI6, MI6 британската тајна служба, која очигледно не беше спремна да го реализира тој потек, бара од ЦИА. ЦИА се оклеваше, не прифаќаше, меѓутоа кога дојде Двајт Айзенхауер за председател, на барање на Черчил тие прифатија и организира еден класичен удар кој по многу што подсетува на она што ни се случува нас деновиве. Меѓу другото, кога веќе донесо одлука, беа одредени милион тогашни долари за операцијата, рушење на Мосадек, што с денешни услови може да се веќе 100 милиони долари, ако не и повеќе, зашто вредноста на доларот е сосвен поинаква денес во споредба со тогашната, и почна кампања против Мосадек. Она што нас се случува ќе подолго време, со власта прогласувана за диктаторска, со оспорување на слободата на медиумите, а тие прават што сакат, ршум прават во држава, до
обвинување на власта дека шурува со Русија. Тој за тоа се чуваше на Мосадек, кој беше изразит, докажан антикомунист, антисоциалист и сериозен критичар на тогашна Москва. Меѓутоа, ЦИА преку своите канали, како што се прави кај нас секојдневно, во јавноста лансираше дека целта негова е да се национализира нафтата, нели така, и да почне да шурува и да се врзува со Москва, што немаш никаква основа. Мислам, тоа се класични начини како да се дезавуира некој и како да се подкопа неговата власт и да се донесе некој друг на чело на државата. И тие тамо шурува. Прво успева да го разбият единството од земјата. Опозицијата беше на линија со политиката на Мосадек за национализација на нафтата и кога видоа дека таа коалиција им пречи, ја разбија, не така, подметна некои разни елементи за недоверба, дојде до распад и што е најклучно во тамошната ситуација, игра на картата на клерот со таа проруска можна линија, шиитското раководство тамо и атоласите беа апсолутно заплашени од евентуално комунистичко влијание во Иран и тие така постигна да на крај го срушија, го апсија, Мосадек го осудија на 3 години затвор и така натака. И тој во таа прилика кога беше пресуден рече оваа пресуда само ќе ја зголеми мојата историска слава, рече ви благодарам за пресудата и додаде денеска, односно вечерва кога била издадена пресудата, иранскиот народ ќе свати што значи кршење на уставотворноста. Еве сега тука е врската со нашиот случај. Све што се случува нас од последно време, договорот од 2 јули, исто така пржино, се апсолутни докази дека тука некој меша прсти, дека се игнорира уставот и законите на државата и се прави нешто што е невообичаено, нешто што игнорира самата држава и така се отвара еден процес кој може да биде катастрофален и кој може да не чини се, да загуби се оно што го имаме. И во таа констелација, мислам дека треба да се нагласи дека најдобар доказ дека зад оваа наша политичка криза не стои самата опозиција, туку дека е таа една алатка злоупотребена и искористена од странскиот фактор, значи најдобар доказ дека тоа така, покажуваат 2 елементи. Првиот е што во оваа кризна ситуација се прават отворени и неприкриени обиди да се реши проблемот со името. И второ, кога на дневен ред се стават и меѓутичките односи, односно се најавува ревизија на Охридскиот рамковен договор во смисла некаква федерализација. Ако го гледаме необјективно од страна, го гледаме како незаинтересиран наблюдувач на состојбите, прво што ќе заклучиме е дека кога постои некоја криза, политичка криза, овој пат беше нагласено меѓу македонците, позицијата и опозицијата, значи кога имате таков случај, прво што ќе преземете е да ги елиминирате сите непотребни елементи на таа криза, за да дојдете до некаква срж, до некаков сегмент клучен, кој полесно ќе го решите. А во нашиот случај се прави. Се додаваат нови проблеми. Значи, која е целта? Да се игнорира државата, да се отвори процес на нејзино уништување и прекрстување, или така, и раздебитување на македонскиот народ, а целите веќе сме ги објаснали повеќе пати сега, да ги кажеме, да ги повториме, дека во прашање македонскиот народ, кој некому му пречи, а се знае кому му пречи, не на Грција. Грција е само еден маргинален елемент во целата таа ситуација, туку преку барата на Вашингтон, кој игра на карта на голема Албанија, веќе создаде независно Косово, со што тој концепт е, да повториме, преку 70% реализиран и останува само фактички за сега делот во Македонија. Значи, имаме ситуација која е евидентна
дека се работи за странско мешање, за странски прсти, бидејќи прислушувањата се класичен начин за рушење на легитимно избраните власти, било Мосадек, било кој друг, со цел да се извадат речисти алишта, бидејќи да се разбереме, кога вие зборувате по телефон, изборувате, кога размислувате, вие не водите сметка дека некој ќе ве чуе, ќе ги чуе оние работи кои, велам, во принцип не се кажуваат гласно, а може да ве компрометираат. Секој телефонски разговор, ако е малку посодржаен, некој може да компрометира. Преку размислата, идејата, предлогот и слично. Така да, во целата ситуација, мислам дека прислушувањето не треба никој да има никаква дилема дека е организирано од надвор, дека домашните реализатори на сето тоа се може да не се купени за пари, меѓутоа може да се купени за купени се нивните амбиции за да станат некој дел од власта и сега го спомнувавме и Иран да спомнеме и сега, таму на власт беше доведен човек избран од ЦИА и тој човек после тоа веднаш презеде чекори со враќањето на нафтата во рацете на британците, на денешен BP де факто, на големите светски нафтени компании, и со тоа тој процес беше завршен. Процесот кај нас е да се руши државата, да се раздевите македонскиот народ и ова што сега се прави е онај последниот исчекор во 25 годишната историја на тие чекори од суспендирање на името на државата до наметнување на референца, привремената спогодба која девалвира нашата позиција во спорот, блокадата на влезот во НАТО и ЕУ и слично. Значи, се тоа чекори кои водат во една иста насока и сега моментот дојден, како би рекле, ножот дошол до коска, бидејќи меѓународната ситуација е кардинално променета после интервенцијата американска во Украина и рушењето на тамошната легитимна власт и сега постои опасност да еден ден во блиска еднина по сите настани кои се случија, нели така, во регионот, руското влијание во регионот се прошири и за да се спречи тоа, нели така, се преземаат сите овие работи, сите овие потези према Македонија со цел да се прекаси државата затоа што нема да не прифатат во НАТО, тоа е веќе решено одамна, пред 2008 година и самитот во Букуреш, дека Македонија мора се прекасти за да влезе што побрзо во НАТО и на тој начин да се заекне јужното крило на Алијансата, бидејќи надвор од Алијансата Македонија се останува како некој латентен дел, латентна држава која може да заплие во некои туги води. Да се тоа спрече, значи се преземаат овие последни чекори, кога државата е доведена до еден распад, кога државата е доведена до ситуација да не функционира, послаба не била никогаш македонската држава последните 25 години. Сега во тој кога е нели така противникот ранет и онеспособен делумно да му се наметне и оно што другите сметат дека е за ни важно, а тоа е промена на името. И односно да се оди чеко понапред со така рече Охридски рамковен договор, да се направи нов распоред кој ќе нели така доведе државата до една невозможна ситуација, да речам распад. Рековме дека едно од најголемите зла на денешница се двојните стандарди кои несебично ги користи западната демократија. И во конкретниот случај кон Македонија, ние сме прогласени за лош сосед, а ние сме класична жртва на сите соседи, или скоро на сите соседи. Деновиве во вестниците излезе текст под наслов "Атина чека преодна влада за да разговара за името". Тоа е, како би рекле, длабоко непознавање на проблемот. Грција не е носител. Грција е само наблюдувач кој ги трие раците бидејќи другите работат за неа. Тоа САД го чека. Не само што го чека, него и го реализира. Оваа криза е креирана од надвор, од тајните служби, предводени најверојатно од ЦИА и некои други американски слични служби, кои имаат за цел да ја ослабат државата, да ја докрајчат во тој меѓупростор со сите елементи кои им се ни важни, а името не така останува како еден нивни голем неуспех,
претрпуван веќе 25 години, што се не направија за да не прекасат, да се откажеме од самите себе и не успеева. Сега смета дека дојде, како би каже новинарот, сега му е мајката, нели така, и на српски сад му е матер, кој преведе потполно нецелесообразно, дека тоа треба се реши. И целата таа процедура беше најавена од Џон Кери, државниот секретар на Америка во септември за време на Генералното собрание, кога во Америка беше и Ципрас, и на нимата себе тој му рече: слушај, подгответе се, дајте предлози за да најдеме решение, за да го завршиме случајот. Се врати тој дома, неговиот министер за внешни работи Кодзијас напиша писмо кој стана скандал, не така, тајно писмо до сите партии да дадат предлози. Замислите се, партиите грчки треба да дадат предлози како да се крсти, да се прекрсти Македонија. И сето тоа нели така треба да комбинира со посетата која на крајот овој месец, јас не сум видел датум кога се очекува Кери во Атина, да, значи Грција на некој начин се сложи со решение. Јас сум дабоко убеден, тоа сум го рекол дека Грција нема ништо да прифати во овој момент, кога ситуација таму е крајно критична. Веројатно се ќе оценуваат со некои кредити, отпишување на кредитите, со некои слични марифети, затоа што, велам, Македонија сега важна ради што побрзо прием во НАТО, за да се спречи евентуално руско доаѓање во регионот. И сето тоа кулминира, значи во Грција веќе е создадена една клима на незадоволство, на загриженост, што и како може да им наменат американците, зашто да бидеме јасни. Ако американците сака во Букурешт или било кој самит после Букурешт да Македонија влезе во НАТО, ќе влезеше за недела дена. Никој немаше да ги спречи. Грција најмалку. Меѓутоа Америка не сака. Америка е тај носител на тој проект, нели така? Ради повеќе причини кои сме ги обяснували тука. И сега, значи, тие сметаат дека веќе не сме да се толерира одлагањето и запнале со сите сили да не докрајчат. И во Грција во таа нервоза ги имаме изјавите на нивниот министер за одбрана Каменос, кој вели: Македонија е Грчка. Македонија е една, Македонија е натопена со крв и никој нема право да преговара за нејзиното име. Значи е Грчка, че ние сме грци, не така, ако е Грчка Македонија, ние сме грци. Иако не го кажува директно. Паралелно и грчкиот председател Павлопулос рече дека Македонија за секогаш ќе остане Грчка, а оние што го негираат грчкиот карактер на Македонија се смешни поради своите безмислени тврдења. И во сето тоа нема никаква реакција од никаде, бидејќи, нели така, Грција е демократска земја, може све да изјавуваат, кога некој од нашите новинари ги прашал во Брисел што сметаат, имат ли коментар за тие изјави, тие рекли дека не коментираат изјави. Што коментираат? Војни? Чекат војна да почне војна и Грција да се враќа Македонија во наводници во своите редови. Ова е класичен идентизам на двајцата, председателот и министрот за одбрана. Да не зборуваме што порано се случуваше на тој план, владиката од Солун кој зборуваше отворено дека Битола, Гевгенија се грчки градови, а не заборавете, во Грција црквата не е самостојна. Грчка држава ги плаќа, го плаќа клерот, ги плаќа поповите и владиците, и тој која зборува како државен службеник со други зборови, тој зборува на државата. А владика не е било кој и било каква функција. Значи, имаме ситуација кога не се реагира, а велам, паралелно ние сме лошиот сосед. Да не беше жалостно, ќе беше смешно. Меѓутоа, во политиката, очигледно, ваквите ситуации се една реалност со која мора да се живее, али, повторно да нагласиме, вината за многу работи кои се случуваат е наша. Јас сум длабоко убеден и можам материјално да докажам дека дереџето во кој се наоѓаме, 80% резултат на странските политики, блокади, оспорувања према Македонија, 20% се наши, видите, за нашата неспремност, непрофесионалност, недокваканост, ако сакате, во чести ситуации. Меѓутоа, 80% станува нивно и тие истите, нели така, продолжуваат со таквата политика, само затоа што ние не сме троплена маса, не сме кажале ова не може да продолжи понатака, сме толерирале, а толеранцијата значи согласување. Се додека си молчиш,
и додека детето, бебето не плаче, мајката не му дава млеко. Значи, и ние, додека си молчиме, дека нашата дипломатија продолжува со некоја линија на помал отпор, нели така, ние не можеме да очекуваме позитивни резултати. Во конкретниот случај, според информациите кои се на располагање, нашиве од МНР пред се не реагирале на овие изјави на грчкиот министер за одбрана и на грчкиот председател. Тоа се прави не само во Грција и во Скопје, во нивната канцеларија за врски, него пред се во Брисел. И во Брисел, и во Страсбург, и во Обединетите нации, и во Стејт департамент, секаде се покренува една широка дипломатска акција да се праша, ви се молам, кажете ни што значи ова. Ако вие согласувате дека Македонија е грчка, значи дека ние сме грци, дајте да го тоа расчистиме, да го решиме, да не губиме време сите. Или ако не се согласувате со таквата политика, реагирајте, покажете дека не се согласувате. Велам, додека молчиш, никој не те сапи. Кој ќе почне да зборуваш, кој ќе почне да галамиш, а се разбира кој ќе почне да тропаш и на маса, што е неизбежно во современата политика, бидејќи не заборавајте, со светот се уште владее силата. Демократијата и демократските принципи со кои толку се расфрлаат развиените земји од запад важат само за нив, не важат за другите. Тие демократијата е за да употребуваат и користат за да ги доведат во криза другите земји, затоа што американскиот систем на демократија не е соодветен за Кина, не е соодветен за на Русија, не е соодветен за на Македонија, разбирате. Така да сите тие обиди да се извезе демократијата имаат една единствена цел, да се дестабилизираат тие земји и да паднат под влијание на овие центри на моќта, кои ќе, нели така, доведат демократија. Што прават прво? Прво создаваат невладини организации, финансирани од нив. И ако некој те финансира, ти ќе браниш интересите на сопствената држава или на тој што те финансира. Се разбира тој што се финансира. Ако ги браниш интересите на својата држава, утре ќе ти секне финансирањето и ќе изгубиш позицијата. Според тоа ти си пристен да ги следиш нивните политики, бидејќи затоа и те плаќаат. Истовремено, едно чудо други религиозни мисии, секти и така натака. Значи, од сите страни, соросоидите да ги спомнеме кај нас и така натака, или сега не смемат нешто ново американците, бидејќи соросоидите веќе се доволно усрамени, ако сакате, и разоткриени во земјава. Значи, ти праќат едно чудо разни марифети, ако сакате, или мубашвави, еве да биде малце по директни и по описни во објаснувањето, кои од доната ќе те гризат, ќе те подкопуваат, со една единствена цел да тие ги реализираат своите интереси. Тоа е ситуацијата во која се наоѓаме. Името е ставено на дневен ред само за тоа што мисля дека Македонија сега е слаба и ранлива и дека сега треба да се намете нешто. И велам, периодот кој доаѓа пред нас ќе биде драматичен, ќе биде тежок, исклучително тежок, а и уште нешто. Нимиц работи за Стејт департаментот и се што тој изјавува е во интерес и во име на Стејт департаментот. Тој нема никаква врска со Бан Ки Мун, освен може да више случаат еднош годишно на телефон. Во меѓувреме го добивме и извештајот или полуизвештајот на Европската комисија и нормално кај нас не така се развија разни дискусии и секогаш едните го сметаат за позитивен, другиот за негативен, а тој горе-долу истиот со мали нијанси. Во целина, нас се потребни такви извештаи во кои во добар да се објективни и ги нотираат, ги посочуваат проблемите со кои се очуваме и ние како граѓани секој ден ги имаме, нели така, или ни се проблем со кој мора да се решава. Ние сме заинтересирани како држава и како народ да тие проблеми кои се таму нотирани се решаваат во еден позитивен правец во интерес на сите жители на оваа држава. Меѓутоа не заборавајте дека овие извештаи се во основата политички. Тие имаат јасна политичка цел да, нели така, да ги пласираат интересите на Унијата. А Унијата, не заборавајте, се уште и долго уште време ќе биде како некаква алатка, некаква продолжена рака на Вашингтон. Вашингтон доминира во светот, е единствен хегемон денеска.
и со Украина Европа ја стави во уште поголема зависност која ќе трае уште многу долго време. Така да мора да се гледа малце, се чита меѓу редове, се гледа зад ридот, дека за тоа стојат Соединените американски држави кои покажа нагласен интерес за Македонија и кои ги влечат сите конци во држава. На еден или друг начин, ние мораме да признаеме дека има многу елементи според кои ние нас те третираат, ако не сме ние во основата, не се третираат како протекторат. Нивните амбасадори се во улога на некакви неизбрани гувернери и слично. Значи, во таквите услови, овој извештај мора се земе како една основа за наша понатамошна активност на власта, која треба да ги решава тие долгорочни проблеми, бидејќи ништо тоа нити судството, нити медиумите, нити, ако сакате, меѓуетничките односи не се решават преку ноги. Значи, тие остануваат како отворени прашања и сугестите кои таму се појавуваат во најдобар дел се корисни и позитивни за нас. Меѓутоа, велам, не заборавајте дека тој извештај е политички во основата и ги ефектуира интересите на Брисел према Македонија. Во конкретниот случај, фактот дека препораката за почнување на преговорите за членство во Европската Унија е условена со резултатите и завршувањето на се она што беше договорено во првиот и претходно на 2 јули, покажува дека има еден чекор назад во однос на таа препорука, која од друга страна нема никаква вредност. Таа нема никаква реална вредност, затоа не треба никој да заборава, во конкретниот случај, ние сме блокирани, уценети и под ултиматум не од Грција, туку од Брисел, од НАТО и ЕУ, да го смениме името, прво името, потоа членство, како што била тони, и таа блокада, уцена и ултиматум стојат. Додека не се реши тоа со други збори, докога ние не прифатиме капитулација и не прифатиме однародување на народот, решение не се нема. А ако политичката ситуација во Унијата ше поинаква, ти има поголем интерес за Македонија и смета дека Македонија треба да добие тоа што го заслужува, а ние колку 6 година добиваме препорака која не се реализира, нели така, тие ќе го направеа тоа. И да резултатите за државата, не дај Боже, беа полош во сите тие реформи. Не заборавајте дека Грција немаше препорака од Европската комисија да беше примена во Унијата. Тоа беше уште веројатно Европска заедница по решение на Европскиот совет. Така да, сето тоа мора се гледа од тој аспект, од таа гледна точка, бидејќи тоа е некој баланс, тоа е водење на политика пред се и таа политика кој ќе биде кај нив созреана за некој исчекор во однос на Македонија, тоа ќе го направат. Велам, не дај Боже, ситуацијата во земјата со те реформи да се полоши од колку што се денеска. Јас не сум задоволен од тоа како е што е се реформирано, сигурно може повеќе се направи, меѓутоа не заборавајте дека во дадените услови, со дадените хендикепи кои 25 години се соочува земјата, мислам дека е многу направено, мислам дека имаме просто некој задоволство, али се разбира секој време сакајки, настојувајки, очекувајки повеќе. Тоа може да се прави и ќе се прави, али многу полесно кога условите ќе бидат нормални и да не заборавајте да беше државата веќе во Европската Унија или барем во НАТО, во Европската Унија членството ќе биде подолго рочно, бидејќи така 3-4 години ќе се преговара околу сите тие разни поглавија кои ни предстојат, меѓутоа да беше дел од НАТО на самитот во Букуреш во 2008 година, ситуацијата понекогаш ќе се одвиваш. Ќе имаше поголем респект према државата, ќе се одвивавме од надвор од околните земји, од страна на соседите, ќе се развивавме многу побрзо, бидејќи ќе имаш некоја поголема гаранција и за странските инвестиции кои сега не се за подценување и се еден од најголемите дострели на власта. Меѓутоа, во секој случај, тоа ќе беше многу позначено и посериозно и да се разбереме. Немаше да има потреба да ваква афера со презушувањето. Презушувањето немаше, мислам, ќе беше државата под други услови, под многу поширока контрола, ако сакате во позитивна смисла на зборот од страна на Брисел, и такви ексцеси немаше бидат потребни. Зашто јас реков и ќе повторам, не треба да има никаква дилема дека презушувањето е туѓа заслуга и тоа мора да се почитна, да се знае, за да се сватат сите потези кои мора да се преземат во периодот кој
ni predstoji. Ова се главните теми за денеска, мислам, тие ќе барат и по натамошно елаборирање, меѓутоа, тука да станеме денеска, да не петераме, а ќе завршиме емисијата со нашите вообичаени два дела. Првиот е повторен повик, апел, како сакате крстете го, барање, инсистирање да купуваме македонски производи, бидејќи само така ќе опстанеме како држава. Ако продолжиме да се однесуваме глобалистички и да не ни е важно чиј е производот што купуваме, мислам дека поспоро ќе се развиваме. Сите ќе го почувствуваме тоа и преку вработувањето на нашите деца и нашите внуци, преку платите кои ќе ги добиваме, преку стандардот кој ќе го живееме и слично. Деновиве во самопослугата која ми е најблиско и во која најчесто купувам, која е македонска сопственост или така. Мед има само увозен, најистакнати кисели краставички се од увозно потекло и многу други производи кои во Македонија ги имаме, сигурно ако не е подобар во ист квалитет како странските. Меѓутоа, очигледно некој се однесува ноншалантно, не води сметка за тоа од што се живее. И на крајот една мудрост, за денеска избравме Елеонор Рузвелт, сопругата на Франклин Рузвелт, американскиот председател, која беше многу активна во општествениот живот на своите американски држави и имаше изградено своја личност, не во сенка на председателот, кој има кажано нешто што е многу важно и за нас. Мислам дека ќе се сложите дека треба да се позамислиме за нејзината изрека. Таа рекла: никој не може да направи да се чувствувате инфериорно без ваша дозвола. Ова е велам особено важно за нас, бидејќи во многу прилики, крајно непотребно, ние се однесуваме како помали, посиромашни, незначајни и слично и дозволуваме другите да наметнуваат своја волја, да почнеме од однесувањето на странските амбасадори во Скопје. Тоа беше за денеска. Тоа беше емисијата за дипломатијата со Никовски. Благодарам за вашето внимание. Се слушаме и гледаме следната недела. Трговско радиодифузно друштво, Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Ристо Никовски. Датум на продукција 19 ноември 2015 година. За дипломатијата со Никовски.